Додека македонските земјоделци во услови на руска блокада на своите производи на тамошниот пазар бараат алтернативни решенија, експертите препорачуваат владата да ги стимулира извозниците кои најдобро знаат како се освојуваат странски пазари. Најголемиот проблем на земјоделските производители и пласманот може да го решат само трговците и извозниците, вели Ленче Николовска, директорка на специјализираната платформа за земјоделство Агротим. Ако не може државата да ги помогне преку директна извозна субвенција, тогаш таа поддршка може да биде во делот околу амбалажа, маркетинг, инвестиции во калибратори, изградба на ладилници каде што земјоделците ќе ги носат своите производи. Исто така, поддршката за изнаоѓање на нови пазари мора да се стимне до теренот, односно до земјоделците, да се помогнат со добра механизација, квалитетни семиња, репроматеријали, за да произведат квалитетен производ. Според Николовска, треба да се развие и така нареченото договорно производство, каде земјоделците ќе произведуваат за познати купувачи. Потребна е, вели, поддршка за учество на светските сајми за овошје и зеленчук. Контакти преку нашите амбасади, економски аташеа, сите тие можат значително да помогнат во изнаоѓање на нови пазари. Наједноставно би било владата да ги послуша извозниците во нивните барања. Што е она што би помогнало во изнаоѓање на нови пазари? Затоа што не секогаш се финансии во прашање. Тука се одредени административни бариери, усогласување со европската легислатива, сертификати, прописи, анализи и други предизвици со кои се соочуваат извозниците. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски при неодамнешната средба со овоштарите од Преспа најави дека покрај субвенциите кои земјоделците ги добиваат, дополнително ќе се поддржи и предаденото преспанско јаболко. Разговаравме и во делот на примената на агротехничките мерки, во примената на препаратите за заштита, контролата врз истите и едноставно да заеднички го следиме текот на завршување на откупот од минатата реколта и продолжување со припрема за наредната производна сезона. На конкуренцијата на европските пазари е многу голема и поради тоа треба исполнување на строги критериуми. Веќе има успешни примери за присуство на македонски компании низ Европа кои се носат со конкуренцијата од земјите каде земјоделското производство е високо субвенционирано. Нашата компанија Freshline соработува со супермаркети во Европа кои имат строги барања за квалитет на овошјето и зеленчукот. Добиваме од нив спецификации како треба да изгледа од начин на пакување до начин на квалитет и ние тоа го доставуваме на земјоделците и се надеваме дека ќе ги исполнат. Додава дека станува збор за сериозен предизвик. Тоа е проблем кој се јавува и затоа во овој случај доведовме експерт за јапонско јаболко со цел дека ќе им помогне и ќе им укаже на нашите фармери каде ги прават грешките со цел да се добие подобар квалитет на производот. На земјоделците со кои се работуваат им се помага во текот на производството, но и по бербата со цел да се обезбеди високо квалитетен производ. И затоа ние немаме ни време полека да растеме. Едноставно мораме брзо да го фаќаме трендот со сите околу нас, бидејќи ако другите напредуваат со поголема стапка на раст, оспорува со нас, тоаш повторно и ние не може да фатиме чекорот. Затоа мораме интензивно и да работиме на тоа да ги зголемуваме стандардите и квалитетот на работа. Николовска од Агротим додава дека на македонските производители им стои на располагање и НАТО пазарот од 5 милиарди евра, каде што може да ги пласираат во производи. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.